можевме да организираме уште еден протест, затоа што добивме информација дека се бара јавно-приватно партнерство за интервенцијата на објектот и мислевме дека за идниот приватен инвеститор е многу битно да ги знае сите овие особености. Да знае, особено да знае колку објектот им значи на граѓаните. Колку е тој отворен, колку е тој, еве сега малку ќе кажам за неговите перформанси. Повеќе е улица него што е комерцијален простор. Повеќе е контактен една структура која што поврзува река и парк, него што е, да кажеме, само некакви стоковни куќи или трендовски имиња на луѓе. И при анализата при дискусиите и апсолутно при целиот тој да го кажеме преслишување, кои се неговите валери, навистина се утврди дека тој не само по проектираниот концепт, изведениот, туку и суштински, значи веќе е животен, веќе е дел од она што значи живот на град Скопје. Многу често во нашите пароли кажувавме дека градот Скопје е ИГТЦ или обрнато. Така да за значајот на самата структура, комплексот како спој на домување, комерцијала и инфраструктура која што е идеално смислена, само што треба да се донегува во смисла на јавен транспорт, паркирање и така натаму, или пак она што значи внатрешниот систем за функционирање на таков еден центар, кој исто така бара иновирање. Значи, таквото нешто се из овие дискусии и на ниво на професори и на гости, луѓе со поголем искуство и поголем авторитет, да ги спомнам, не знам, од Љубљана, од Швајцарија, имавме едно 5 мина гости, кои што гости во смисла луѓе кои што има своји мисии да дојдат во Скопје, меѓутоа издвоива време да го искажат свој по однос на објектот ГТЦ. Таа потврда навистина не подкрепи, така да вториот протест кој што беше пред Нова година беше полесен за организација и тогаш сметавме на граѓанинот, неговото висточество граѓанинот. Значи, сите они убедувања што ги носевме, па и емоциите што ги имавме, ги споделувавме во подготовката на тој протест со граѓаните. При тоа добивме исто така 5000 потписи како поддршка. Тоа беше потврда, уште една потврда да кажеме да стоиме цврсто за да желбата за спас на овој објект. Значи, со таа граѓанска димензија во ниеден момент од почетокот до сега не се прашувавме. Ја имаме, постои и емотив повеќе за нас професионалците. Но, како и да е, ние сме на браникот, затоа што е потребно да се објасни дека немаме ништо против една логична еволуција и созревање и интервенција на градски трговски центар, но при тоа да се задржи неговата автентичност. А за тоа имаме доволно знаење, имаме подлога, знаеме како, дури имавме и неколку успешни предлози од наши колеги, значи од архитектонскиот факултет, од каде што доаѓа авторот Живко Поповски, еден од авторите, и тој манир, тој пристап, начин како да се третира објектот, ние во тој предлог го испрактикувавме. Значи, во таа смисла се проверивме. Она што е најново, како дел од иницијативата, што го сметавме за многу вредно по однос на меѓународната димензија на градски трговски центар, тоа е дека тој представува културно наследство. За да таа референца застана доктори по историја на уметност и аргументира и ние таков еден апел пративме до меѓународни организации кои што се грижат за културно наследство, за да не поддржат во ова што сакаме да го направиме, да го заштитиме, но според режимот кој што ќе биде дефиниран како за објект кој што представува
културно наследство од висок значај, да не сгрешам случајно, од особено значење. Таквото нешто, како додатна референца, за која што ние бевме свесни, меѓутоа во случајов и на меѓународен план проверена, едноставно е поддржано и се смета дека во овој случај граѓаните се сила која што може да го поддржи она што значи иначе за културниот живот на градот, на државата и воопшто во светски рамки, однос кон културното наследство. Иначе, можеби е најважно ова што сакам на крај да го кажам. Референдумот го сметавме и го сметаме за најдемократски начин, механизам, инструмент кој што законот го предвидува за третман на проблеми и прашања врзани за граѓанинот, неговото окружување и неговите интереси врзани за посредно живење во својата заедница. Сметајќи го за прв локален референдум во градот Скопје, сметајќи го за прв исказ на граѓанинот по однос на нешто што го чувствува како припадност, а не поправен или некаков друг основ му припаѓа. Иако и тоа кога се испита се доаѓа до истата констатација, ние сметавме дека, се уште сметаме дека референдумот ќе го изгласате, ви го предложивме и сметаме дека ви е јасно која е базичноста, која е основата, колку е демократичност во прашање и колку е важно воопшто за нашето демократско живење во целина во државата, ако почнеме да го практикуваме локалниот референдум како инструмент за разрешување или осознавање, можеби само во тоа ниво, зашто тој може да биде и советодавен. Значи, едноставно, референдумското изјаснување на граѓанинот е нешто што му овозможува да е свесен за својата моќ, да е свесен за тоа дека заправо постоиме вака организирани во локална самоуправа или во државна управа за него како височество.